Давити најавите за ново големо невреме евакуираа 12 семејства во карбинските села Кучица и Козијак. Ноќта наместо дома тие ќе минат во подрачното училиште во Кучица. Тие семејства се според нас изложени на ризик затоа што се до самото речно колито и таму водата може многу брзо да се излее и да ги поплави. Ние превентивно го направивме. Останатите општини од истокот исто така се на готов во обид да спречат нови поплави. Река Отиња е заштитена со вреки со песок околу мостовите, каде што имавме претходно мало оштетување. По река Лакавица се регулираат и се чистат речните корита, тоа е кај мостот кај Балталиска река. Долж течението на река Лакавица од мостот спрема Штип Неготино па се до селото Лакавица, низ селото Лакавица работат исто така машини. Поради поплавите минатата недела водата од водоводот во Штип 3 дена не беше за пиење, што е причина за дополнителен ангажман на ИСАР. Ги заштитивме критичните бунари со полнење на песок. Исто така наполнивме некаде 2500 вреки песок, со кој песок, освен што ги заштитивме бунарите, ги заштитивме и бањата, појасот кој што се наоѓа овде во Ново село. Во Кочани, сите месни заедници се активирани на 24-часовен мониторинг на критичните точки, а во Виница механизацијата е постојано на терен. Имаме 5 големи машини кои што се ангажирани за чистење на реките Осојница и Брегалница, додека 2 машини од јавното претпријатие Солидарност Виница се ангажирани за критичните точки во градот Виница. Давид се очекува да удри во доцните вечерни часови. Најобилни врнежи ќе има во ноќните часови, петок према сабота и сабота према недела, ќе дува и засилен до силен јужен ветер. Минатиот пат циклонот Вера најсилно удри во Карбинскиот и Лакавичкиот крај. Штетите се уште се утврдуваат и пријавуваат, но првично тие се проценуваат на околу 1,5 милион евра. Давид и дождот се очекуваат за ноќеска, а ветерот во Штип беше причина за паѓање на стакла во трговскиот центар и интервенција на пожарникарите. За среќа, повредени и жртви немаше.